Добро утро на сите. Баш ме мило што може да се собереме во Евангелска црква Аеродром и да го слушаме Божиот збор. Јас за почеток ќе ве замолам да станете да го прочитаме Божиот збор за да нешто богослужба кој ќе проповедам. Излез 3 глава, 1 до 4 стих вели вака. Мојсей го пасаше стадото на Јотор, тестот свој, свештеникот Медијански. Еднаш го одведе стадото далеку во пустината и дојде во Божјата планина Хорив. И му се јави ангел Господов во огнен пламен од средината на една грмушка. И виде тој, а тоа грмушката гори со оган, а не изгорува. И Мојсей рече, да појдам да го видам ова чудо, зашто грмушката не изгорува. Ако Господ виде дека тој доаѓа да види, извика Господ од грмушката и рече, Мојсей, Мојсей, а тој одговори, еве ме. Amen. Повелете се дете. So those who need translation, there will be provided translation in the back of the foyer, so just go there if you need translation. На македонците не им требаше оваа информација, така да. Океј. Во Америка има еден голем ланец на ресторани кој се вика Chick-fil-A, не знам дали се слушали за Chick-fil-A, многу е познат. Добро пилешко прават, со фани сме јаделе таму, со семејството сме јаделе повеќе пати кога патуваме таму. И Chick-fil-A беше така? Chick-fil-A? Добро, Chick-fil-A. Не знам, ами. Може сум го заборал. И ти се препознатливи по неколку работи. Една од тие работи зошто се препознатливи, затоа што не работат во недела. Во една култура како америчката, во таа економија, ако не работиш еден ден, тоа според нив е губење пари. Но тој човек одлучил да не работи во недела, затоа што тој така одлучил. Тој е христијанин и смета дека недела не треба да работи. И така го затвара ресторанот. Но Chick-fil-A пред да стане Chick-fil-A, огромен ланец на ресторани из Америка, тие биле се уште стационирани во еден град, заборев кој град беше, и биле конкуренти на еден друг ланец на ресторани. И се јаделе. Те една година овој поише ќе продаде, другата поише ќе продаде и на Chick-fil-A овој бордот на директори ќе се собрали тимот што е таму разговараат за како да пораснат, како да направат една огромна експанзија, како да станат поголеми и на масата седеле еден куп млади, перспективни предприемачи кои имале еден куп идеи, што треба да направат, како да направат, што да направат, како да пораснат, каде ресторани да отворат, како да го преплават пазарот, како да ја истиснат конкуренцијата и тие аргументираат и разговараат и имаат еден куп идеи. На крајот на масата седел собственикот, најстариот на масата, седи и ги слуша, не зборува ништо и само еднаш кажал, сакам јас нешто да кажам. Тој кажал вака, ние првин треба да станеме подобри пред да пораснеме во поголеми. Првин треба да се подобриме, да го подобриме квалитетот, да подобриме тоа кој ние сме пред да станеме поголеми. И настана еден огромен мок, бидејќи во целата галама на тие млади водачи за растеж на компанијата, тие превиделе една важна работа. Тие уствари воопшто не зборувале ни за производот кој го нудат да го продадат. Тие воопшто скроз заборавиле за што е тоа што тие го нудат на луѓето. Дали тоа вреди да порасне? Дали тоа вреди да ти го дадеш на луѓе да го јадат и така натаму? Во целата таа врева и брзање, стариот водач предприемач имал мир. И донел мир со тоа што вниманието го свртел на вистинската работа. Тој појаснил дека тие мора да станат многу подобри пред да можат воопшто било како да растат, да станат поголеми. И додека го слушав тој пример на еден подкаст, постојано размислам за оваа локална црква, на кој ние се молиме Господ да ја расте црквата, Господ да ги досегне луѓето за него, Господ да ги досегне луѓето да наставно ја разбуди верата во секој еден од нив. И се молиме за тоа. Тоа е мисијата на црквата. Исус кажал правете ученици од сите народи, апсолутно од сите народи. Не верници, туку ученици. Луѓе кои едноставно ќе чекорат по неговиот пат. Затоа што и христијаните на почетокот се нарекувале следбениците на патот. Тоа не е само некоја информација која веруваш така внатрешно, убеден си внатре. Тоа е еден аспект. Но Исус повикува следбеници, тие што ќе чекорат по него. И размислам за нашава црква.
Ние сме тука во една мала просторија и во последните тие што сте тука веќе некој време, постојано ви досадувам за некоја поголема просторија за да се преместиме од тука и така натаму. Моето прашање е зошто оваа црква да стане поголема ако први не стане подобра? Зошто? Зошто воопшто да размислуваме да одиме во некоја поголема просторија? Ако ние на вистина како црква, како локална црква, секој еден од нас поединечно не се подобриме. Зошто? Што би значило тоа за нас? Има неколку аспекти како можеме секој од нас индивидуално и колективно да се подобриме. Како да бидеме оние вистински следбеници на патот. Како да препознаеме дека ние сме тргнале во добра насока. Еден од важните аспекти, има повеќе аспекти, но еден од важните аспекти е служењето од црквата. Знаете, во денешно време, и тоа сум го размислувал, многу луѓе размислуваат за водачи. Тоа е многу популарна тема, како да бидеш водач, куп водачи низ цел свет. Па и во црквата. Ја до сега не сум бил на семинар за служење. Секогаш имало семинари за црковни водачи, за црковни не знам што. Не знам, титули, што да ви кажам. Од друга страна, слушајќи го Исус како ги повикува своите следбеници, своите апостоли, тој ги повикува да бидат служители, да бидат слуги во неговото царство, да бидат оние работници на нивата кои ќе работат таму. И сега, зошто ние не разговараме малку повеќе за служење, не само за водење? Платформата може да биде многу примамлива, знаете. Верувам дека за голем дел од тие христијански водачи кои не разочарани, дали се тоа протестантски проповедници, дали се тоа попови, голем дел за нив теологијата не е проблем. Проблемот е платформата. Затоа што платформата е многу примамлива. Многу е примамлива. Не е теологијата, платформата е проблемот. Ја би сакал да зборувам малку за служењето. На кој начин ние можеме да служиме? На кој начин Господ нас не повикува да служиме? Пред да пораснеме во поголеми, во нашиот случај, многу важен аспект значи вклучувањето на црквата во служење во секој аспект. Ние имаме еден куп платформи во оваа локална црква, само иако е мала, има еден куп платформи за служење. Ја имаме службата диаконија. Диаконија, тоа кога дојдовте секој на вратата, тоа што ви даде билтен, тоа што имате кафе спремно, тоа што има кифлички таму сечени, тоа што е чисто тука, сите аспекти од убавината на овој простор се случува преку службата диаконија. Ние имаме луѓе кои служат, кои се пријавиле волонтери, секоја недела се менуваат и тие луѓе на некој начин ја одржуваат таа служба диаконија, преку таа служба така ја крстивме диаконија. Тоа не мора да се вика диаконија, но ние така се крстивме. Служиме на еден таков начин. Ние имаме служба во Африка. Се вика по свој дете. Имаме служба во Африка каде што поддржуваме луѓе таму, поддржуваме мисија таму, поддржуваме деца таму во Африка. Имаме еден куп начини на кои може да служиме. Имаме луѓе кои ни служат преку својот дар на музика. Имаме човек кој сега служи преку проповедањето и фала на Господ за тоа. Во секој случај, секоја локална црква има повеќе аспекти во кои секој еден од нас може да се вклучи во некакво служење. Имаме и служба која се вика кутија надеж. Кутија во која се пакуваат производи со храна и се дават на луѓе кои се во потреба. Имаме еден куп начини на служење доколку сакаме. Јас верувам дека еден од тие важни чекори за црквата да расте е првен да стане подобра во некои суштински работи кои црквата треба да биде. Прво и основно, јас би тргнал од служењето. Мандатот кој нам ни е даден, мандат кој црквата го има, не доаѓа од нашите добри идеи, туку доаѓа од самиот Бог. Кога зборуваме за Светиот Дух, обично кога водам Алфа, кога зборуваме за Светиот Дух, за третото лице од Светата Тројца, во Стариот Завет кажуваме дека Светиот Дух бил даден на одредени луѓе во одредено време за одредени задачи и цели, за одреден повик од Господ. Светиот Дух во Новиот Завет е наследството на црквата кој е наследство од таткото на секој Божјо дете за мисијата во која повика на црквата и секој кој го исповеда Исус како свој Господ и Спасител. Господ, со други зборови, повикува секого. Не го повикува само Мојсей, не го повикува само Давид, тие великани од Стариот Завет, туку го повикува секого. Според Оз Гинес, еден од тие, како да кажам, луѓе кои се многу влијателни од 20 и 21 век во подрачјето на филозофија на религија,
и социологија на религија, Озгинис е многу познат, тој зборува за повикот. Тој зборува дека тој според неговите зборови повикот е следен. Сега тој зборува за повикот кој тој го дели на два дела. Тој го дели повикот на примарен повик и на секундарен повик. Еве што има да каже Озгинис за повикот. Вели вака: повикот е вистината дека Бог не повикува кон себе си толку решително, така што се што правиме и се што сме вложиле со посебна посветеност и динамика, се исполнува како одговор на неговите повици и служба. Тоа е повикот кој секој еден од нас го има. Ќе образложам малце подоле што мислиме по таа работа. Онака како што Озгинис го дефинира примарниот повик, според заклучокот до кој тој доаѓа од Новиот Завет, е дека нашиот примарен повик е како следбеници на Христос. Тој е повик кој доаѓа од Него, кон Него и за Него. Кога Господ Исус те повикува, тој те повикува да дојдеш кон Него, те повикува за Него и тој повик треба да знаеш дека доаѓа исклучиво од Него. Примарниот повик се должи на тоа да одговориме на Христовиот повик кој е упатен до секој човек. Христовиот повик не е само до Живко да дојде да проповеда, туку Христовиот повик е повик до секој еден човек. И тој повик можеме да го слушнеме понекогаш појасно, понекогаш не толку јасно. Понекогаш кога сме во галамата на животот, понекогаш кога сме во што и да е, во некоја река која тече околу нас, едноставно и ние течеме со реката, повикот послабо се слуша. Но кога сме сами и кога доаѓаат големите животни прашања, овие прашања кои ги нарекувам јас прашања од прв ред. Кој сум јас? Зошто сум јас овде? Кој е мојата улога во овој свет? Кои се важните работи од мојот живот? Што правам јас со мојот живот? Е тука веќе во тие прашања, во тишината во твојот живот, можеш полесно и појасно да го слушнеш Христовиот повик. Токму во тие аспекти во твојот живот. Христовиот повик во Новиот Завет несомнено значи дури и спасение. Одговарање на Христовиот повик кој тој го има за тебе е спасение. И ќе видиме подоцна како изгледа тој одговор. Секундарниот повик, ова што го нарекува Озгинис како секундарен повик, земајќи го предвид тоа дека Бог е суверен и дека секој секаде и во се треба да мисли, да зборува и живее и да действува целосно за Него. Секундарниот првиот повик е повикот кој Господ го има за секој од нас да се приближиме кон Него. Секундарниот повик кој тој го има е се што правиме во нашиот живот. Да биде и да го правиме како да го правиме за Него. Тука на некој начин Озгинис, во еден друг коментар ќе каже, се раѓа предприемаштвото. Затоа што вика западното предприемаштво се раѓа на тој начин на кој ти ако правиш кондури или ако правиш столици, ги правиш најдобри што можеш. Не ги правиш за да го зафрнеш тоа што ги пројадеш. Ги правиш како за Бог. Како што србите викаат, кој што Бог заповеда. Тоа е тоа. Ги правиш работите како што Бог да заповедал. На некој начин се вложуваш целосно во тоа што го правиш и го правиш апсолутно најдобро, без задршка. Тоа е секундарниот повик. И тој секундарен повик може да биде во целост исполнет само доколку поединецот одговорил на примарниот повик. И само тука малце ќе застанам. Ќе се чудиме зашто има толку многу корупција во државата. Што ако луѓето кои ја водат нашата држава пред се одговорни пред Господ за тоа што го прават, а секундарно се одговорни за тоа што го прават. Мислам дека државата ќе биде малку поубава. Затоа што ако ти работиш и го живееш тој живот, како да го живееш само пред Бог да те гледа, тогаш така и на тој начин и ќе го живееш животот. Тогаш секундарниот повик, она твојата професија, твојот повик, што и да правиш во животот, ќе го правиш на еден ист начин. И затоа Озгинис ќе каже, секундарниот повик да биде вистински исполнет, многу зависи од примарниот, дали се одговорил на примарниот повик. Таквото разбирање на Божиот повик неминовно не вклучува целите нас. Се што сум, се што правам, се што зборувам и мислам е за Него, оној кој ме повикува и кој бара да одговорам на Неговиот повик.
Она што Озгини сака да го разјасни исто така е и погрешното толкување на зборот повик кој го земал низ историјата на црквата. Во одредени традиции одговарање на Божјиот повик значи целосно отстранување од светот и световното и целосно посетување на некакво квази духовно, како да кажам, некаква духовна професија. Во сите христијански традиции имаме различни варијации на тоа погрешно разбирање на тој збор повик кој го среќаваме. Кај некои традиции тоа е манастирот. Целосно одвоеност од светот. Зошто? Затоа што целосно посветен на духовното. Во други традиции, во протестантската традиција, тоа е исто така погрешно толкување, а тоа е да кажеме посветување на духовното и духовното се зема како примарно, а се друго што не е духовно е секундарно или не толку важно. Отприлика така се толкува повикот. Она што ни го дава како пример Оз Гизнис во неговата книга Животен повик е примерот за Вилијам Вилберфорс. Тој ни дава еден добар пример за што значи одговарање на Божјиот примарен повик, кој во продолжение целосно влијае на одговарање на Божјиот секундарен повик и како светот се менува како резултат на таквиот животен стил и животна посветеност. Младиот Вилијам Вилберфорс, тој еден млад, тогаш бил млад, веќе не постои, умен е човекот, некаде во средината на 18 век, на 25 годишна, тоест многу рано, тој станува парламентарец во англискиот парламент и му се гледа на една светла кариера како еден политичар кој во, да кажеме, во тоа време во кремот на политиката во светот. Но на 25 годишна возраст доживува нешто свој виден пресврт во неговиот живот. Тој онаа вера која слушал од мали нозе, сега станува реална за него. Тој доживува некакво внатрешно обраќање. Тој сега го гледа Христос со едни нови очи, со еден свет поглед. Во тој период, тој е дел од британскиот парламент и има светлина понатаму, но тој го гледа извалканата политика, колониите и пред се најгрозната работа која тој ја гледал била трговијата со робови. Тој се згрозува од целата ситуација и тоа што тој сака да го направи, да продолжи, кога веќе го запознал Господ, тој сака да продолжи во тој еден ист дух и сака да стане проповедник, да стане пастор. И веќе тргнал на таму да размислува за црквата, но во таа намера го разубедува еден негов добар пријател кој се вика Џон Нјутон. Ако сте слушнале за песната О милост Божја чудесна или Amazing Grace, тој е писателот на таа песна. И тој пишал таа песна, тој Џон Нјутон ја пишал таа песна, исто така кога доживел едно обраќање, една промена, трансформација внатре во неговиот живот. Тој пред да стане таков христијанин, посветен христијанин, тој бил трговец на робови. Тоа била неговата професија. Тој имал бродови и со тие бродови носел робови од Африка и ги продавал секаде. Господ го наоѓа во најизвалканиот негов момент во животот. И тој се свртува за 180 степени и почнал да се бори против робовладетелството и трговијата со робови. И кога го слуша неговиот пријател Вилберфорс дека сака да се откаже од политиката и да тргне во проповедничка служба, Нјутон му напишал писмо и му кажал вака: верувам и се надевам дека Господ те подигнал за доброто на оваа нација, да се бори за тоа за кое си повикан. Подоцна како заклучок на неговата одлука, Вилберфорс ќе напише во својот дневник: мојот пат е во јавноста, мојата работа е во светот и морам да се мешам во собирите на луѓето или да го напуштам местото што ми е назначено од провидението, од оној кој имал одредено провидение за мене. Со други зборови, Вилберфорс ја прифаќа таа улога дека тој ќе биде во парламентот, но ќе се бори за таа социјална правда, ќе се бори за она што Господ верува дека го повикува. И да не кажам кои се резултатите. Резултатите се следни. Наспроти сета политика и опозиција, после долгогодишна борба, Вилијам Вилберфорс успева по благодат Божја да сврти како илегална активност тргувањето со робови. После неколку години и останатите империи го следат истиот пример и за прв пат во човечката историја имаме
прогласување дека трговијата со робови, со луѓе, е забранета. Прв пат во човечката историја. Но тој човек се посветил на тој повик. Први на примарниот повик, а после, како одговор на примарниот повик и секундарниот повик, да служи таму каде што е. Со срце, душа, тело, зборови, како да му служи на Господ. Но се вратиме ние на нашиот текст кој го читав. Читав текст не за Вилијам Вилберфорс, туку за Мојсей. Додека студирав теологија, Мојсей ми беше мојот јунак. И мојата дипломска се беше токму на еден од важните текстови од она инаугурација на Мојсей, кој тој станува вистински посредник помеѓу Бог и народот од Излез 19 од 21 глава. Мојсей одговара на примарниот повик од Бог за неговиот живот. И што значи неговиот одговор? За светот кој тој допрва доаѓа да го промени. Ако читате еврејски, знам дека не читате повеќето, има едно зборче што се појавува што мене ми отскокна од текстот кога го читав. Текстот вели вака: И Мојсей го пасеше стадото на јото, нели си ја парафразирам, и отеднаш гледа на грмушка која гори. И вели, и виде тој, и забележа тој, дека нешто се случува. И тука е еден збор кој се употребува еврејски е хине. Тоа грмушката гори со огар, но не догорува. Вика да дојдам да видам што се случува. И вели, Господ го виде како се приближува и го извика: Мојсей, Мојсей. А тој одговори: Еве ме, Господи. И тука повторно се појавува истиот збор: хине. Еве ме, Господи. Тоа е многу интересен збор. Хине, овој збор се употребува за многу начини и за многу нешта. Некои коментатори велат дека самиот збор го разубавува текстот и честопати се користи како некаква стилска, естетска форма во еврејскиот текст. Понекогаш истиот збор се користи да се нагласи нешто во текстот. Еве, например, во Битие 1.29 вели вака: И Бог рече: Еве, ви дадов секакви билки. Хине, еве, ви дадов секакви билки, што даваат семе по целата земја и така натаму и така натаму. Бог на некој начин му покажа на Аврам, на Адам: Еве, повели, еве ја билката, еве ги билките кои ти ги давам и така натаму. Или во Битие 28.15 Господ повикува Јаков да го следи, да оди во таа земја каде што го праќа, и вели, Господ вели вака: И еве, јас сум со тебе. Господ на некој начин потврдува. Те му ме изгаси само. Много е шешко. Господ го повикува Јаков и му дава знак. Вели вака: И еве, јас сум со тебе. Еве, јас сум со тебе. И ќе те чувам на секаде каде и да појдеш, и ќе те вратам во оваа земја, и на некој начин Бог му дава знак: Еве, јас сум со тебе. Понекогаш се користи истиот збор на начин да се даде до знаење од кого нешто е предизвикано. Например, кој е причинителот за нешто што се случува? Во Излез 9 глава, например, Бог ја опишува казната за Египет. Вели вака на Мојсей: Па еве, утре, токму во овој час, јас ќе пратам град многу голем. Јас сум причинителот на тоа што ќе се случува. Или, кога израелците беа жедни во пустината и им требаше вода, и Господ го праќа Мојсей да извади вода од карпата. Но еве што вели таму, Излез 17, 5 и 6 вели вака: Но Господ му рече на Мојсей: Излези пред народот и поведи со себе некој од старешините народни. Земи го во раката и стапот свој со кој го раздови морето, па појди. А јас ќе стојам онаму кај карпата на Хорив пред доаѓањето твое. Со други зборови, ти Мојсей ќе удриш со стапот, ама нема да биде стапот што ќе извади вода, нема да бидеш ти, туку јас, еве, хине, јас сум причинителот за тоа што ќе се случи да излезе таа вода од карпата. Истиот збор се користи во контекст на откривање и одговор на нечи повик, кога некој те повикува. Кој викам: Дори кој каже: Еве ме, отприлика, и за тоа се користи тој збор. Еве ме. Например, или кога давам некоја одредена причина, кога како да кажам, еве создава, вика Битие 20:21. По тие настани Бог, искушувајќи го Авраам, рече: Аврааме, а тој одговори: Еве ме. И не, еве ме. Погледни во мене. Види ме. Еве ме.
Овој збор е многу поважен од колку што се чини. Еве ме значи исто така и на располагање сум. Повели. Еве ме хине значи користи ме. Еве ме. I'm available. Еве ме или хине значи кажи ми што треба и ќе го завршам тоа. Мене посебно задоволство ми причинува кога некој ќе се стави на располагање на таков начин. Кога имаш некоја потреба, кога ќе кажам, не знам, Никола, ми треба нешто, и Никола наместо со изговори еден куп, да каже, тоа, ама кај што треба? Што треба? Тогаш кејфот го нема. Ама ако Никола каже, кажи брат што треба, тука сум. То мене ме ослободува да побарам нешто, навистина да побарам нешто. Еве ме, на располагање сум. Гледај ги моите чувства, кои јас ги добивам, кога ќе побарам од некој нешто и кога ќе ми одговори на еден таков начин, еве ме, можам да видам како тоа ние сме му угодни на Бог, секојаш кога со радост ќе служиме на неговиот повик, без задршка. Кога Господ ќе не повика нешто да служиме, и ние наместо да кажеме, леле, кај ќе го сместам се тоа, туку ние кажуваме, идам, што е да треба ќе завршам, идам ќе направам некоја работа. И можам да видам како ние сме му угодни на Бог во тој момент, како човечки битија. Му кажуваме со слобода, еве ме, што треба да направам и тоа ќе го направам. Не одговараме мрзоволно или со задршка, или со пресметливост, туку со задоволство и со радост. И тогаш сме му угодни на Бог. Само тогаш, кога ќе одговориме на примарниот повик, секундарниот повик ја добива вистинската сила и смисла и само тогаш имаш во целост можност преку твојот повик да бидеш благослов. Само тогаш кога ќе одговориш на примарниот повик, животот да го предадеш на Бог, на вистина да го дадеш на Бог. Не е устил давам, окей, верувам во Господ, ама си задржаш одредени делови. Својата целосна доверба да ја положиш врз Бог, твоето срце во целост да биде посветено на Бог, само тогаш твојот одговор на секундарниот повик, кој ги вклучува твоите зборови, действија и мисли, може да биде во согласно со она за кое Бог те има и создадено. А што кога нашиот одговор не е баш супер? Не е баш со задоволство и не е баш со радост. Сега да бидеме искрени, не сме совршени. Да почнем од себе. Кој Господ понекогаш те повика да направиш или чувствуваш дека Бог те повика да одиш во одреден правец. И не секогаш одговорот е, еве ме, спремен сум. Што кога имаме задршка во срцето? Што кога имаме сомнеш? Што кога се мислиме дали да го направиме тоа или да не го направиме? Дали тогаш има смисла воопшто нешто да се прави за Бог и да се служи, или треба да чекаме подобри времиња, кога нашето срце ќе е толку согласено, што веднаш одговорот за служење ќе биде веднаш да, еве ме. Дали треба да чекаме некое време во нашиот живот, кога нашето срце ќе биде тен отворено за служење, кога Господ ќе не повика, тогаш само да служиме, пошто ако не сме скрос отворени за служење, а Господ не повикува, а ние кажеме да, а не сме баш спремни, знаете тие некои наши математики што ги правиме у главата, тоа што не е од срце, тоа што не е автентично, ќе испадне како глума пред Бог и така натаму. Сте помислили понекогаш така? Знаете, таа борба за автентичност, ако читате браќа Карамазови, интересно е како во тоашно време, тоа е уствари француската филозофија доаѓа, влијае на модерниот свет, автентичноста е највисоката вредност која можеш да имаш во животот. Тоест, ако не си автентичен, ти не можеш да бидеш примен во тој културолошки свет, таму на богатата класа. Можеш да бидеш автентичен. Колку поавтентичен, толку подобро. И таа некоја борба или потрага за автентичност во секој еден од нас. Дури најмалиот сомнеш кој го има во нашето срце, нас ќе не сопре да направиме било што, затоа што нема да бидеме автентични. На некој наш порив внатрешен да се пронајдеме. А што ако никогаш ние нема да имаме такво срце за служење автентично? Да каже, еве ме, овде сум, веднаш да го кажем. Што ако никогаш
не кажем на таков начин. Мојсей Божиот пријател, по благодат Божја ни оставил дури и таков пример. Кога не си спремен да кажеш, еве ме, спремен сум. Замислите за Мојсей зборувам тука. Мојсей кој ги примил 10 заповеди, Мојсей кој бил посредникот помеѓу Бог и народот, Мојсей кој го примил законот Божиот Бог и го дал на израелците, за една таква фигура збора. Што ако, како и Мојсей, ти имаш задршка, имаш сомнеш? Што ако сметаш дека времето не е погодно? Што ако сметаш дека ако тоа го направам сега ќе биде само глума, нема да биде автентично јас? Примерот на Мојсей ни покажува само колку благодат има Господ за секој еден од нас и како се радува на секој миниатурен растеж на подобро. Ако четете понатаму 3 глава и надоле, кога Господ го поикува Мојсей, вика Господ први му дава мисија, вика го слушнав плачот на мојот народ Израел, кој се во робство. И затоа јас те повикувам тебе и те праќам да ги избавиш од робството. И Господ го праќа Мојсей. Но Мојсей има еден куп изговори. Мојсей не е устилот и не, еве ме, тука сум, спремен сум. Мојсей не постапува така. Тој вели вака. Прво ќе каже, не сум доволно добар. Мојсей кажува, па јас имам говорна мана, јас тепкам. Буквално тоа го кажа. Тепкам. Значи прати некој друг што е поелоквентен. Некој кој е подобар, кој знае да зборува побо од мене. Има такви многу. Значи прати некој друг. Бог вика не, тебе сакам да те пратам. Мојсей после ќе каже, абе некој друг може подобра работа да заврши од мене. Значи подобра, значи јас се пробав во Египет, да ме водаш нешто ово, на крај испадна дека убив човек. И морам да бегам. Прати некој друг, кој не знам, барем има некој фитил, јас сум без фитил, не знам. Било кој друг би бил подобар избор од мене. Бог вика, сакам јас тебе да те пратам. Мојсей доаѓа со нешто друго. Не се погодни околностите. Ти знаеш дека фараонот мене ме бара да ме убие и така натаму. Израел ме отфрли. Едноставно еден куп изговори Мојсей му дава на Бог. Бог вика, не, јас сакам тебе да пратам. Мојсей доаѓа со изговорот, па само што почна фамилија на 80 години, рано му текнало. На 80 години само што почна фамилија човекот. Бог го праќа повторно. Една од тие работи кои Господ му ги дава на Мојсей, кои се многу важни, и тоа е да кажеме во тој дискурс, тој како една централна точка во која Јахве го поикува Мојсей, што и да каже Мојсей е ирелевантно. Неговата како да кажам, несоодветност е ирелевантна, затоа што Господ му кажува вака, во Излез 3 глава 12 вели вака, тој рече, јас ќе бидам со тебе. Господ му рече на Мојсей, јас ќе бидам со тебе. И единствено тоа беше важно. Не беше способноста на Мојсей, не беше неговата елоквентност, не беше неговото познавање, не беше неговата политичка моќ, не беше неговата, не знам, способност за преговарање со фараонот за да го пушти народот. Ништо од тоа не беше важно. Најважната работа беше дека Бог е со него. И Бог вели, еве ти знак дека јас сум те испратил. Кога ќе го изведеш народот од Египет, не ако го изведеш народот, туку кога ќе го изведеш народот од Египет, ќе му служите на Бога на оваа планина. Се почнува со тој прв чекор на вера. Секое служење, секој било кој однос со Бог овде, почнува со чекор на вера. Чекорот на вера е незаменлив. Значи може да правиме што сакаме, чекорот на вера не може да го замениме со апсолутно ништо во животот. Библијата вели, без вера не е можно да му се угоди на Бога. Ако немаш доверба во него, ти можеш да произлезеш со било какво служење, со било кој талент, со што сакаш излезе пред Бога. Ништо тоа не е важно. Единствена една како поидовна точка во односот со Бог и чекорот на вера, доверба кој го имаме во него. Може би ќе си кажете, па добро, може би Бог премногу бара. Не ви замислите, некој влегува во однос со вас, влегува со страшна резерва. Нема доверба во вас. На што ќе се гради тој однос?
Дали воопшто постои тој однос ако нема било каква доверба? И јас обично го давам и сум досаден понекогаш на тој пример, колку е важна верата во нашиот живот. Дека без вера не може да се живее животот. Ние секојдневно на стотици работи им веруваме без проверка. Еден од тие докази е столчето на кој седите. Никој од вас не го крена столот да го провери дали ќе го издржи, дали швајцон кој што треба да. Едноставно само седнавте. Тоа е акт на вера. Господ од нас, секој од нас бара прв акт, прв чекор на вера. Барем вера колку што имаме во столчето на кое седиме. Понекогаш си ставаме толкав притисок врз нас, што едноставно дури и да знаеме дека треба чекор на вера, а не сме во состојба да го направиме тој чекор на вера, едноставно не мрдаме од место. Дали сте биле некојаш скаменети во страв да не направите чекор на вера, пошто ако направите не сте способни, ама не знаете што да правите и стоите во место. Проблемот е што кога ќе ги видиме работите од таа перспектива и знаеме дека е потребен чекор на вера, пак имаме задршка. Пошто да бидеме искрени, не секогаш ќе го слушнеме Бог како што Мојсе го слушал Бог. Да бидеме искрени. Бог кога зборувал со Мојсе било лице во лице. Јас не зборувам така со Бог секој ден, да бидеме искрени. Јас се молам и понекогаш чувствувам дека Господ ми зборува, ама понекогаш ми треба потврда, 2, 3, 5 потврди, не само од мене внатрешно, туку од заедницата, од други мои пријатели кои ме познаваат, да едноставно знам дека зборовите кои доаѓаат, стварно и кои ги знам, се од Бог. Понекогаш не сме сигурни дали тој одреден правец за кој треба да одиме, во кој се бара чекор на вера од нас, всушност е од Бог или не е од Бог. Понекогаш имаме сомнежи. Во таа магла понекогаш стоиме многу време, стоиме на место. Не мрдаме. Страв ни е да го направиме чекорот на вера, пошто ризикот е преголем, што ако тоа не е од Бог. Голема работа е тоа. А од друга страна, не сме сигурни дали тоа навистина го бара Бог од нас или не. Дури сите услови да се оптимални, ако не сме 100% сигурни дека тој правец е од Бог, повторно ќе се соочиме со сомнеж и задршка. Доказите околу новиот правец, служба, животен стил, служење, што е да е, едноставно не се доволни и никош не се доволни. И некогу ти требаат многу докази за да го направиш тој прв чекор на вера. После некое време, кога сме во таква стоечка позиција, доаѓа обесхрабрување. Почна да мислиш дека за ништо не те бива сега. Дека ти тој мал чекор на вера не можеш да го направиш, па камо ли нешто друго да правиш. Дали ако бараш толку многу докази за тој прв чекор на вера, дали тоа веќе станува уствари чекор на вера? Пошто, знаете, чекор на вера е чекор на вера. Така, без докази. А што ако бараш премногу докази за да го направиш тој чекор на вера? Па дали тоа е веќе чекор на вера воопшто? Што да правиме сега? И сега ве ставив во ќош. Повторно се наоѓаш во таа позиција на задршка и не мрдање од позицијата во која се наоѓаш. И мислам дека токму тоа е позиција на која непријателот сака секој поединец да го чува цел живот. Да не мрдаме во ниеден правец. Да стоиме таму каде што сме. Воопшто да не направиш чекор на вера, воопшто да не направиш да пораснеш, воопшто да не направиш некој прогрес во животот, тука да стоиш во место. Како Мојсей, сам си со овците, куп сомнежи во тебе, за Бог, за животот, куп сомнежи. Наставно, со овците си, некако тркалаш некој животен стил, тоа е тоа поглед на себе, што да ти кажам. Мојсей, кога ќе видите што Мојсей кажал за себе си, мислам како ние кога збориме за Македонија, отприлика така звучи. Македонија не ја била, Македонија е катастрофа, мислам, што да ви кажам. Мојсей таков поглед има за себе. Јас не зборам во, не знам да водам, за ништо не ја прати некој друг, молим те. Страф од сите страни. Но Мојсей му е страв да излезе од тој тесен круг во кој тој пребива. Со Јотор, неговиот тест, или дедото, или таткото на неговата невеста, не знам кој збор го користите. Со овците и ништо повеќе. Не му треба ништо повеќе. Доволно му е. Он ќе беше едно време принц на Египет. Ама тоа е веќе уминатото. Тоа е тоа. Силно го стегаш тоа што го имаш околу себе,
нешто малку овци, некоја безбедна зона и не сакаш да мрднеш. Доаѓа Бог те предизвикува да направиш чекор на вера, но чекорот изгледа преголем. И плюс потребно ти е многу повеќе јаснотија и повеќе докази дека тоа што доаѓа сега во твојот живот е од Бог. Што направи Мојсей? Мојсей бараше доказ од Бог. И Бог му рече, што држиш во рацете? Еве од текстот, од кој беше инспирирана оваа проповед. Тогаш Мојсей одговори и рече, а ако не ми поверуваат и не го послушаат гласот мој, туку ми речат, не ти се јавил тебе Господ, си сонувал само. А Господ му рече, што ти е тоа во раката? А тој одговори, стап. Се што имаше Мојсей во тој момент во рацете беше стап. А Господ со тој стап го праќа да се спротистави на Египет, најмокното царство во тој момент. Доколку ви требаат многу докази за првиот чекор на вера, јас ќе ви кажам една работа. Па барете ги. Ако ви требаат докази за првиот чекор на вера, барете ги тие докази. Мислите дека ќе го исплашите Бог на тој начин? Мислите дека ќе го увредите Бог на тој начин? Јас за речиси секој библиски јунак кој сум читал, бара докази. Да го спомнеме Гидеон. Господ го повикува Гидеон да се бори против медијанците. Гидеон вика, па не знам, ми треба докази. Ај сега вака направи. Другиот ден доаѓа ангелот, докази има. Вика, ај сега обратно направи. И другиот ден повторно докази и така натаму. Значи еден куп докази бараше Гидеон. Мојсей имаше еден куп изговори, бараше доказ од Бог. После првиот доказ со стапот и змијата, Бог му вика фрли го стапот и стапот станува змија. Мојсей се уплаши, бега, вика фати го сега стапот. Бог не му даде еден доказ, му даде три. Три докази. Читате го текстот, Излез 4 глава, Бог наместо еден доказ му даде три докази. Бог му даде знак на Мојсей, дури и таков каков тој не ни бараше. Понекогаш Бог ќе употреби она за кое се држиме црсто. И преку тоа нешто тој ќе ни даде знак да го следиме во животот. Не знам во што е повикува вас Бог секој од вас. Обично Бог почнува со мали чекори. Не знам дека принципот на Царството Божјо често пати е тој. Биди верен во малку, ќе те поставам над многу. Ако можам некој средошто од мојот живот да ви го дадам е дека сега во овој момент, со фани што го зборуваме често пати, сега и во овој момент сум многу благодарен на Бог, што пред многу години нима затворено врата пред нос за многу работи. Тоа што сме го барали, сме имале големи молитви, Господи, ова сакаме, ова да го направиме. Без да бидеме свесни дека можеби не сме спремни за тоа нешто. Тој Господ бара од нас да бидеме верни во тоа малку што го имаме. Понекогаш тоа малку било да бидеме добар брачен пар. Е тешко. Се биде добар брачен пар. Понекогаш тоа ќе било да бидеме добри родители. Понекогаш тоа ќе значи да бидеме служители таму каде Господ да не праќа. Сум бил во црква каде што понекогаш сум водел, не знам, младинска група од 40 души, идам во црква каде што 20-50 таму служиме. Таму ствари некој нас не води. И што има врска тоа? Господ не повикува да бидеме верни во малку, за да не постави на многу. Во контекст на вашиот личен живот, во контекст на оваа локална црква, има повеќе, како да кажам, влезни врати, entry doors, влезни врати во службата. Едно од тие влезни врати е буквално службата диаконија. Знаете, водството од црквата, да се води во црквата, тоа апостол Павле вика, не барајте сите да бидете водачи и проповедници и апостоли. Затоа што на тие што повеќе им е дадено, повеќе ќе се бара од нив. Тоа не е едноставна работа. Тоа не е само имаме нешто да кажем. Океј. Колку повеќе Господ ти доверил, толку тој ќе бара од тебе отчет и тоа не е едноставна работа. До водството Господ трасира пат преку служење. Пред апостолите да бидат апостоли, во кој Господ ќе им ја довери црквата, тој први им кажа да ги нахранат 5000 луѓе.
со лебот кој тој го преумножи. Поседнете ги луѓето на земјата, разделете го лебот, соберете го лебот, донесете го чамецот. Отприлика така почнаа големите апостоли. Почнаа од малку. После Господ ги праќаше двајца по двајца мисија да извршуваат. Малку, не многу, малку. Една од тие работи која Петар не беше ни способен да ја направи на почетокот беше да ја фрли мрежата за рибите од другата страна. Кога прв пат го виде Исус Петар и му кажа: "Абе, фрля мрежата од другата страна, нели цел вечер ништо не фати?" Вика: "Фрля мрежата од другата страна." Абе, сега ти на сливи ќе му продаваш, знаеш, ја цела вечер ловев риби тука, ја сега од другата страна, демек толку лесно. И Петар вика: "Ајде, некам да се онака посрамиш, ама ајде те послушаме." Фрла мрежата од другата страна на бродот и што се случува? Риби многу. Ја веќе на крајот на Јовановото евангелие, кога Исус е воскреснат, кога апостолите појма нема што се случува, малце се во безсознание, идат пак да ловат риба. И Исус од брегот им вика: "Што направивте?" Вика: "Ништо не фатевме цела вечер." Исус вика: "Фрлете ја мрежата од другата страна на бродот." Интересно е како Исус успева таа сцена да ја реплицира на еден автентичен, оригинален начин. И Петар веќе не протестира. Тој фрла мрежата, фаќаат риби и Петар во тој момент го препознава Христос. Тој е Исус. Се фрла, плива и доаѓа до него. Но Петар, за да го направи тој чекор, тој требаше да направи мали чекори на вера до тој момент, да биде верен во она малку кое Господ Исус му го доверил из целиот негов живот. За после да биде Петар преку кој Господ ќе ја гради црквата во Ерусалим. Ќе испроповеда таа прва проповед. За еден таков Петар. Прашањето за мене и за тебе сега е: кои се тие некои мали работи во кои Господ нас не повикува да бидеме послушни? Не се големи тие работи. Господ знае колку ние можеме да поднесеме. Понекогаш дури кога ни дава нешто кое ни мислиме дека не може да поднесеме, често пати тоа се работи кои ја и ти си ги ставаме во раце, не Господ. Често пати кога знам дека носам нешто повеќе колку што може да носам, не затоа што Господ ме го дал тука, туку јас сум си го земал тоа своја главо, мислејќи јас ќе го носам тоа, јас можам да носам тоа. Она што Господ ми го дал, она во кое Господ ме повикал, за тоа Господ и веќе обезбедил сила, обезбедил талент, обезбедил знаење, обезбедил сите можни ресурси кои се потребни за да можам да го носам тоа што го носам. Прашањето за секој од нас лично е: на кој начин сега можеш ти да го направиш тој прв чекор на вера? Може би тоа ќе биде дијаконија. Може би тоа ќе биде мал чекор на вера во кој секој втор месец поеднаш во недела тука ќе бидеш во оваа црква. Ќе чистиш, ќе даваш билтени, ќе поздравуваш луѓето на почеток. Тоа е само еден милионите начини. Може би ќе биде кутија надеж. Ќе му се јавите на Михаел и ќе му кажете: "Јас сам да помогнам." И ќе ви каже како да се полнат тие кутии, на кои луѓе се дава. Обично ќе отидете и кај некој кој може би не го посетуваат многу луѓе, затоа што едноставно нема многу пријатели. Таму ќе можете со него да поминете пола саат со некој човек, да направите му обед, да го благословите со таа храна која ќе му однесете. Може би ќе биде тоа службата која имаме ние во Африка. Имаме прекрасна служба во Африка. Може ќе биде некаква администрација која може да се заврши. И тоа се работи кои се само во тој еден мал круг во ова локална црква. Ако кафе светот пред нас, со колку можности Господ оставил пред нас да го служиме. Но мора да почнеме од некаде. Мора да почнеме со тој прв мал чекор на вера. Тоест, најпрвиот чекор на вера, токму да одговориме на тој примарен повик за кој зборуваше Озгинис. Повикот кој Господ го има за секој еден од нас. Поединечно. Да се свртиме кон Него и за Него. Да живееме за Него. Единствено тогаш чекорите на вера стануваат полесни. Затоа што не само што ќе се бара вера од нас, туку тој ќе ни даде сила да ги вршиме и да ги одиме тие чекори на вера. Има премногу начини и можности за служење. Има премногу начини на кои ние ќе можеме да бидеме достапни за да му кажеме: еве ме, спремен сум, користи ме.
И само тогаш, кога ги приставиме со една таква вера, со една таква чекорна вера, ние сме угодни на Господ. И само на еден таков начин. Господ може да направи незамисливи нешта. Ако Мојсија бил во Стариот Завет и не изгледа веќе као приказна на Црвенкапа, затоа што многу одамна се случило, да земе нешто там помодерна историја за која зборува. Вилијам Вилберфорс. Читете малце неговата историја, ќе видите против какви опозиции тој се сортува. И како Господ на чуден начин отвара врата да може од тој британски парламент, тоа не е многу духовна работа. Но ја мислам дека тоа било многу духовна работа. Во светот тој да направи една таква силна промена. И се почна со еден мал прв чекор на вера. Првин, одговарајќи на Божиот примарен повик и подоцна со секој секундарен повик кој Господ го има специфично за секој еден од нас. Ке се исправиме, ке се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодариме, Господи, за тоа што преку твоите јунаци ти ни даваш совршени или несовршени примери за тоа како ти го градиш твојот однос со луѓето кои ги повикуваш во твојата служба. Татко мој небесен, ти благодариме за тоа што може да се поистоветиме, Господи, со овие луѓе кои не совршено го живееле животот пред тебе, но ти си имал благодат, Господи Боже мој. Господи, како одминува времето, тие стануваат апсолутно послушни, затоа што секој следен чекор на вера станува полесен. Затоа што те познаваме тебе, до вербата ја ставаме целосно во тебе. Господи, може да те следиме верно до крајот на животот и преку нас, ти да не менуваш нас, да не менуваш околината околу нас, Господи. Исусе Христе, јас те молам да ни дадеш сила, да ни дадеш благодат за секој еден чекор на вера, Господи. И Боже ме пред се да го слушнеме Твојот глас, вистински и јасно за тоа во кој Ти не повикуваш. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Нека биде прославено Твоето име. Амин.